На свадби и прослави се среќавале Ислам Абази и функционерите од ДУИ бидејќи биле од исто село. Официјално новиот шеф на обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, откако ја даде заклетвата, уверуваше дека ќе ги гони и носителите на јавни функции доколку треба. И покрај фотографиите кои се појавија од него со интегративците, Абази тврди дека сакал планинарење, па затоа се фотографирал, а за сликата со Фикри Ахмети вели била од некоја прослава. Повторно нагласи дека блиски односи со високи функционери немал, а на средбите разговарале за семејни работи, а не за предмети. Заедно се село, како што знаете сите, и се случува заедно да бидеме поканети со многу луѓе во иста свадба или настан. Таа фотографија сме во свадба, на свадба повикани. Па и во Кичево има доста други функционери од различни политички партии, со некои сме били на факултет, со некои сме били. И сега ние, ако се видиме на улица и на тоа, нормално е да се поздравиме. Таткото на неговата сопруга сега бил во пензија, вели Абази, иако во време на несреќата Руфат Хусеини беше директор на Државниот инспекторат за транспорт, како што објави Алфа. Токму во обвинителството за организиран тече истрага за техничкиот преглед на автобусот на Бесатранс и пропустите кои ги имало кај надлежните институции за агенцијата, слободно да си го тера бизнисот. Меѓутоа, тоа очигледно за него не е проблем и вети дека ќе ја извршува својата функција без разлика на се. Нема да ми биде тешко, значи. Затоа е предвидено во Законот за кривична постапка институтот изземање, нели? Ако се доведе секое постапување во сомнеш, нели, каде се роднини, семејства, фамилија, доколку се. Меѓутоа, ако имаш некои блиски односи со што би се довело постапката во сомневање, затоа постои институтот за изземање. Со сега екс-шефицата Вилма Русковска остварија средба, но таа не го предупредила за лизгавиот терен на кој ќе најде, бидејќи вели знаел каде доаѓа. Купати во некои предмети, кај кои колеги се да разговара со тие колеги за предметите што се од интерес на јавноста. Абази пред Советот на јавни обвинители официјално се заколна дека ќе го почитува законот и ќе гони криминал и корупција во неговиот 4-годишен мандат. Членовите му честитаа и му посака успех во работата како прв обвинител во организиран криминал и корупција. Искуство да извршува функцијата е сигурен дека имал, бидејќи како шеф на гостиварското вишо вршел надзор, што за него е доволно. Неговиот избор како шеф беше негативно оценет од целата правна фела. Контроверзни информации за Абази следеа со денови по неговото прво појавување пред јавноста, откако 66 обвинители без да го видат него и 4-годишната програма, која впрочем ја немал, го донесоа на челната позиција во организиран криминал. Токму таму, сега, освен истрагата за автобусот на Бесатранс, треба да работи и на истрагата за екс-директорот на финансовата полиција.